Кратки најави за денес. За најчиството во длабока криза потребна е итна помош од државата. Купувачите ќе имаат онлайн увид во цените на маркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел. Интересот на компаниите за унгарскиот кредит ги надмина очекувањата. Хуманитарно собирна акција на Црвен крст Охрид, вашиот прилог значајна помош. Во Охрид приведени 13 албански државјани, не поседувале дозвола за работа. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Превладуваше ветровито и релативно топло време со максимални 15 степени Целзиусови. Во доцните попладневни часови врнежите ќе престануваат и во текот на ноќта вторник кон среда ќе имаме претежно ведро и свежо време со локална облачност. Во среда во најголем дел од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и топло, освен во западна и југозападна Европа, каде што се очекуваат температури кои што и понатаму се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во северните и јужните предели нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 28 степени. Во Македонија во среда ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во попладневните часови во северните, западните и југозападните предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во вечерните часови во текот на ноќта среда кон четврток врнежите ќе престанат. Ќе дува умерен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 3 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 25 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со пораст на дневната температура. Во поплодневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во петок и сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Утринската температура од 11, односно 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 20, односно до 21 степен. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау центар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Занаетчиството е во длабока криза. Потребна е итна помош од државата за спас на оваа стопанска гранка. Наместо субвенции и поддршка за привлекување млади занаетчи, се донесе одлука за фискализација на занаетчиите во централното подрачје, на што остро реагира Фелата. Потребна е стратегија и итни мерки за да запре изумирањето на занаетите. Бројот на занаетчи рапидно се намалува. За поддршка и спас на оваа стопанска гранка која е во длабока криза, државата мора итно да воведе субвенции за млади, ослободување од придонеси и давачки, како и занаетчиска струја со пониска тарифа. Голем број занаетчи од Охрид последниве години ги затворија дојќаните и се вработија во автомобилските фабрики. Моментално немат никакви поволности за кај младите за отворање на нов бизнис во занаетчиството. Младите бараат субвенции, значи прво на што прашуваат кој ќе дојдат да прашаат што би им државата помогнала, ништо освен ослободување од персонален данок од 3 години, што ги следи на секој за прво вработување, без разлика дали би се регистрирал како занаетчи или некоја сосем друга дејност, што не е доволно да ги убедиме младите да се занимаваат со занаетчиство.
Дополнителен товар е воведувањето фискализација на занаитите во централното градско јадро, на што остро реагира Фелата. Нека одлука донесена преку НОК, решенијата беа за паушал претходно готови. Во петок, во понеделникот се повлекува назад и дел од занаичиите беа фискализирани. Математика правевме, државата со тоа не добива ништо. Го губи оној персонален данок кој го имаше сигурно в раце, од 25 до 30.000 денари годишно, сега го нема. Од 280 занаитчии во Охрид, во последниве 4 години бројот се намалил на 200. Останаа само 4 кондураджии, повеќето пред пензија. Постои опасност во скоро време да нема мајстори, плочкари, ѕидари, молери, столари и лимари. Од петок, 18 април, маркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел се обврзани да ги објавуваат цените на своите производи на нивните официјални веб страници. Министерството за економија изготви правилник за начинот на објавување на цените и податоците кои од петок 18 април треба да се објавуваат од страна на малите, средни и големи трговци. Според правилникот, сите трговци кои вршат дејност трговија на мало ќе треба јасно и на лесен достапен начин да ги прикажуваат цените на своите производи на посебен дел од својата веб страница кој ќе биде посветен на ценовникот. Цените на производите ќе треба да бидат достапни без потреба од регистрација или логирање на веб страницата. Доколку од страна на трговецот се нудат промотивни или попусни цени, на веб страницата на трговецот треба да биде означена редовната цена, процентот или износот на намалувањето, како и време траењето на промоцијата или попустот. Трговците треба да ги ажурираат цените на стоките на дневна основа, односно секој работен ден до 10 часот. Во случај на ненамерна техничка грешка во ажурирањето на цените на стоките, трговецот треба да ја коригира грешката во рок од 24 часа. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски минатата недела рече дека со овие измени во Законот за заштита на потрошувачите се обезбедува транспарентност на цените и тоа ќе им даде можност на купувачите да одлучат од каде ќе купуваат. Интересот кај компаниите за користење средства од унгарскиот кредит е голем и од Министерството за финансии очекуваат исцрпување на 250 милиони евра кои владата ги стави на располагање на стопанството. Според Стопанската комора, интересот на компаниите е двојно поголем од расположливите се средства, што се должи на поволните услови за враќање на кредитите. Огромен интерес кај компаниите за унгарскиот кредит. Досега кон Македонската развојна банка префрлени се 84 милиони евра. Кредит побарале компании од различни сектори и очекувањата на Министерството за финансии се да бидат целосно исцрпени предвидените 250 милиони евра. Комерцијалните банки со цел да излезат во пресет на што е можно поголем број на компании прават комбинација помеѓу финансирање од овој унгарски кредит, како што го користиме терминолошки зборот, и дел од сопствени средства, нормално со различна каматна стапка, затоа што нивните средства по различна камата ги даваат од овие од унгарскиот, но целта им е да стигнат до што е можно повеќе компании. Интересот на домашните компании за инвестициски активности, конкретно за искористување на средствата од унгарскиот кредит, ги надминува очекувањата и на Стопанската комора, односно нивните почетни анкети и испитувања кои покажувале интерес идентичен на понудениот износ со кредитот. Сегашната реална состава е таква дека имаме 2 пати поголема побарувачка од парите што се на располагање, што значи дека таа као каматна стапка не, али како сигурно не е. Во смисол дека и банките даваат приближно блиски камати на успешните компании, али должината на враќање на кредитот беше силен мотивационен фактор да луѓето што имаат инвестициони активности се свртат и побараат средства. Тоа ја подигнат побарувачката. Така да мислам дека во наредниот период тоа треба да се регулира на начин на кој што и банките ќе се поттикнат да таа определница за поголем рок на враќање ја стават во своите услуги и во своето портфолио.
Во предстојниот период, Стопанската комора ќе се фокусира на концентрирани активности за директна поддршка за компаниите да може да бидат конкурентни на пазарот и обид за задржување на кадарот како додадена вредност на домашната економија. Тоа се двата клучни проекти кои комората ќе ги понуди на владата и сите надлежни институции што учествуваат во градењето на економските политики. Работни средби на полициски службеници од одсекот за превенција при СВР Охрид со жители од неколку села во Дебрца со цел подигнување на јавната свест за потребата од заштита на шумите од пожари. Со цел подигнување на јавната свест за потребата од заштита на шумите од пожари, полициски службеници од одсекот за превенција при СВР Охрид вчера, 14 април, одржале повеќе работни средби со советодавни групи граѓани од селата Ботун, Лешани, Злести, Велмеј, Белчишта, Оздолени, Средорече и Издеглави од општина Дебарца. При тоа, низ интерактивна комуникација, со граѓаните се дискутирало за општите мерки за превенција и заштита од пожар во шумите и на вегетацијата на отворен простор, на посебните превентивни мерки и препораки за заштита на шумите од пожари, како и на потребата од зајакнати мерки, навремено информирање и координирано делување при појава на пожари. Полициските службеници истакнале дека СВР Охрид веќе има изготвено конкретни оперативни планови за зајакнати мерки на превентивен, но и на репресивен план за поцелосна и поуспешна заштита на шумите и засилена координација со други надлежни институции. Посебно била нагласена потребата од итно известување за евентуално настанат пожар, што ќе значи брза реакција на надлежните служби за негово локализирање и гаснење, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во рамки на социјално-хуманитарната дејност, а по повод одбележувањето на неделата на солидарност од 14 до 20 април под мотото "Вашиот прилог значајна помош", Црвен крст Охрид организира хуманитарна собирна акција со цел подигање на свеста на населението за потребната помош и поддршка на ранливото население. Нашите хумани сограѓани, фирми, институции можат да се вклучат во оваа собирна акција за помош на најранливите со донирање на прехранбрени производи, средства за хигиена, облека, обувки, кои можат да се достават во просториите на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов секој работен ден од 8 до 16 часот. Со секоја ваша донација возможувате да се помогне на што поголем број на лица на кои помошта им е најнеопходна, велат од Охридскиот Црвен крст. Во Охрид приведени 13 албански државјани не поседувале дозвола за работа. На 14 април 2025 година, во 13 часот во близина на хотелски комплекс на улицата Наум Охридски, во Охрид, полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Запад привеле 13 албански државјани, кои претходно биле затекнати при изведување градежни активности, без да поседуваат соодветна дозвола за работа. Од превземените мерки констатирано е дека тие на 14 април оваа година оствариле легален влез во државата, но не поседувале соодветни одобрења и дозвола за привремен престој во основна работа, согласно член 80 од Законот за странци. Тие немале ни сертификати кои биле обврзани да ги поседуваат согласно со предвидените норми за имплементација на Законот за ратификација на договорот за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во Западен Балкан. По целосно документирање на настанот, регионалниот центар Запад ќе поднесе соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.